И по истекот на двонеделниот рок во кој судот во Софија требаше да одговори на молбата за регистрација на Омо Илинден Пирин, одговор се уште нема. Со оглед на празниците од партијата велат дека очекуваат одговор после Нова година. Само за потсетување, Бугарија дозволи регистрација на партијата во период кога бараше датум за преговори со Европската Унија, а по добивањето на датумот Омо Илинден беше укината. Марија Котовска. Вчера истече двонеделниот рок во кој судот во Софија требаше да одговори на молбата за регистрација на Омо Илинден Пирин. Овој пат обвинителството нема забелешки на поднесената документација од страна на партијата, па затоа председателот на партијата Стојков вели дека е изненаден што Софискиот суд се уште не им одговорил на молбата. Тоа до Нова година не се знае како ќе биде, што ќе биде. И поздравите нашите македонци, ние се бориме и се мачиме да победиме. Со одлуката на Судот за човекови права во Страсбур е утврдено дека оневозможувањето на регистрацијата на Омо Илинден представува кршење на човековите права. Ставот на Судот во Страсбур не е само препорака, туку одлука која треба да се спроведе, вели Стојков. Овој пат се надеваме на позитивен исход, велат од партијата. Доколку и овој пат биде одбиена молбата, Судот за човекови права во Страсбур во март ќе одржи ад-хок заседание на кое ќе се разгледува ова прашање, а доколку одлуката повторно биде во корис на Омо Илинден, на Бугарија ќе се наложи регистрација на партијата. Имам впечаток дека Омо Илинден не сакаат да се регистрираат за да бидат во центарот на вниманието, изјави од Скопје бугарскиот премиер Станишев. Сепак, Станишев го пропушти фактот дека партијата беше регистрирана во 1999 година, а една година подоцна бугарските власти повторно ја укинаа. Од Омо Илинден прашуваат, постои ли врска меѓу дозволата за регистрација во 99-та и тоа што истиот месец Бугарија поднесе молба за добивање датум за почеток на преговорите за членство во Европската Унија. Само 2 недели откако Бугарија го доби посакуваниот датум, партијата повторно беше забранета. Интересна е и фактографијата објавена во Вашингтон Пост, која укажува дека и јужниот сосед не така ретко се служил со трикови во рамките на Унијата. Грците се познати по тоа што ги фалсификуваа економските податоци на државата за да влезат во еврозоната, пишува Вашингтон Пост. Весникот ја објаснува и релативната незаинтересираност на другите земји членки на Унијата за хаосот што владае во Грција. Реториката на европско единство не се почитува подеднакво од сите земји членки. Иако Грција е членка на Унијата, нејзин единствен придонес кон надворешната политика на Унијата е тврдоглавото инсистирање за блокада на меѓународното признавање на Македонија, се вели во текстот. Грција го блокира меѓународното признавање на Македонија, односно го условува со употребата на референцата ФИРОМ, која кај сите, освен кај грците, предизвикува смеа, пишува Вашингтон Пост.